Стадион, подобро водоснабдување и културен центар, но откако ќе се донесе деталниот урбанистички план, се проектите кои ги најави градоначалникот Орце Ѓоргиевски за општина Шуто Оризари. Долгогодишното игнорирање на градските власти кон ова општина веќе нема да биде случај. Ќе се развива подеднакво со останатите скопски општини, порача градоначалникот. Вели, градежната сезона веќе е почната и во Шуто Оризари, каде се реконструира улицата Брсјачка буна. Припремаме документација за неколку проекти поврзани со водоснабдувањето овде во Шуто Оризари, на места каде што граѓаните има, особено во летните денови, проблем со водоснабдувањето, особено во делот на Визбегово. За многу скоро ќе започнеме со тие градежни активности. Дополнително градот со меѓуопштинска соработка ќе учествува во реконструкција на неколку улици овде во Шуто Оризари. До крајот на годинава ќе започнеме со исто така во соработка со општината со изградба на стадион овде во Шуто Оризари, едно од барањата на жителите овде, но и мое ветување во изборната кампања и она што недостасува, а тоа е деталниот урбанистички план. Припремаме документација за културен центар овде да изградиме во Шуто Оризари, но за тоа ќе треба општината најпрво да го донесе деталниот урбанистички план. Наместо со протести и искажување на незадоволство кон властите, како во изминатите години, овој ден на ромите го одбележуваме со презентација на нови проекти, порача градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш. Тој вели, проектите кои се предвидени да се реализираат значително според него, ќе го подобрат животот на жителите на општината. Презентираме проекти вкупно во број 58 во вкупна вредност од 4,5 милиони евра. Тоа е историја за Шуто Оризари, никогаш порано не се вложувало толку во општина Шуто Оризари. Денеска го одбележуваме денот 8 април свечано, со пуштање во употреба на улици, со посета на работи кои се работат, со подобрување на квалитетот на животот на ромите во општина Шуто Оризари, и така треба и да продолжи. По повод 8 април пристигнаа бројни честитки за ромската заедница, а меѓу нив и честитките од представниците на државно-политичкиот врв.